Со големо задоволство со оваа изложба се вклучуваме во одбележувањето на роденденот на градот Велес. Честитки до сите велешани. Почитувани, благодарност од сите нас за вашиот голем интерес денес за оваа изложба. Голема е нашата радост што денес имаме можност да бидат со нас уметниците, индустриските дизајнери, чии креации се всушност и темата на нашата денешна изложба. За жал, Војко Јаневски не е денеска присутен со нас, но затоа пак го имаме Тодор Јорданов и секако Сузана Зафировска, кои што се едни од доајените на индустрискиот дизајн во овој голем индустријски комбинат. Покрај овие двајца уметници, во дизајн студиото на фабриката Борис Кидрич мораме да ги споменеме, значи Војко Јаневски, Сута Даева Тодоровска, Гавро Петрушев, Благородна Николова, а сигурна сум дека и првиот вработен уметник од 56-та година, Милан Терзовски, се радува вечерва со нас. Голема благодарност до сите вас за сугестиите и обидите да ни помогнете со своите сеќавања, за да што поверодостојно ја реконструираме работата во фабричкото дизајнерско ателје, но и за се што направивте низ годините, за да со своите креации го позиционирате вашиот град на исто рамниште со останатите градови во кои функционираа со децении прочуени фабрики за порцелан од светот. Почитувани велешани, почитувани уметници на и индустријски дизајнери, почитувани порцеланови луѓе. Најпрво ви се обраќаме вам, бидејќи само благодарение на ентузијазмот и креативната енергија на порцелановите, денес ние имаме можност да откриеме само едно минорно делче од она што беше макотрпно создавано без малку 50 години, а што само за неколку години со бескрупулозни бизнес комбинации беше урнисан. И не беше урнисан само физичкиот објект до непрепознатливост. Урнисан беше и животот на луѓето од половината град, кои до денешен ден со голема љубов, но и со уште поголема горчина се сеќаваат на тој период и се уште го носат бремето на тешкотиите со кои се соочија нивните семејства. Основната провокација за започнување на проектот со Сдруженијето Архифакт Скопје и моите колеги, истражувачите Филип Фидановски, Јасмина Дамјановска и Екатерина Намичева-Тодоровска, беше фактот дека отсуството на подпис на авторско име и поединечна биографија во архивите на индустријскиот дизајн не е само документарна празнина, туку симптом на една поширока културна состојба на невидливоста што ги следела дизајнерите во индустријскиот систем на социјалистичката епоха, особено во раните 50 и 60 години. Идеологијата на индустријскиот труд ја славела колективната продукција, но истовремено ја потиснувала личната приказна, она што подоцна всушност ја создава историјата. Индустријскиот дизајн од периодот на раните 50-ти не представува само производствена дисциплина, туку и културен документ, огледало на времето и идеалите на едно општество во кое формата и функцијата, идеологијата и естетиката, технологијата и човекот постојано се преплетуваат. Повојната атмосфера изискувала исчекор во сите сфери на општеството, но без друго, било особено важно заедничкиот просперитет да биде представен и со квалитетни производи за широката потрошувачка
по примерот на веќе видените матрици од порцеланските фабрики со долга традиција од западните земји. Одличен пример за таквиот тренд е Evergreen сетот за кафе и чај со барокна форма, кој почнува да биде произведуван во југопорцелан од раните 60-ти години, па се до почетокот на 90-тите, со најразлични апликации на представи на Ромео и Јулија или најразлични романтични барокни сцени, збогатени со многу златни декорации. Тоа се производи кои навраќаат во едно време кога комшиското собирање на пиење кафе беше ритуал, без кој не можеше да помине денот. Токму таа носталгична нота ја следи изложбената поставка, која прикажуваме денес пред вас, заради што решивме да не ги поставуваме предметите само со класична музејска презентација, туку преку неколкуте амбиентални точки да укажеме токму на тие семејни вредности на времето, кога семејните собори околу масата и за арно и за лошо представувале столбот на зачувување на културата на живење во градот Велес. Иако основната идеја за денешнава изложба беше да истражиме и прикажеме работата на уметниците кои работеле на индустриското обликување на порцеланот во фабриката Југопорцеланот Тито Велес, сепак по повеќе од една година соочување со остатоците од она што некогаш представувало индустријски гигант и гордост на државата, не можевме а да не го имаме чувството на кнедла во грлото, кога наидовме на јадниците сиви коверти со имињата на работниците и сумите за платите кои никогаш не им беа исплатени. Затоа и со дел од тој амбиент ве пречекуваме денес на влезот на изложбата како нем подсетник за она што беше црвоточината на овој град. Изразуваме благодарност до управата на Комерцијална банка, директорот Хари Костов и особено до директорот на филијалата на Велес, кои ни овозможија одблизу да се соочиме со остатоците од фабричкиот комплекс и со тоа да ја сватиме грандиозноста на овој индустријски гигант. Движејќи се низ опустошените и ограбени фабрички хали, всушност се движевме низ тажната историја на човековата глупост и грамзивост, пред која, како пред цунами, е збришан огромниот ентузијазам и креативна енергија која јадници луѓе, во случајов порцелановите луѓе, ја имаат вградено за да од безличниот 8 километар и местноста Превалец од ништо создадат бренд. Благодарности до Министерството за култура и туризам на Македонија, кој ни овозможи да се залепиме за овој проект, бидејќи со доделените 150.000 денари можете и самите да предпоставите што се можевме да направиме, истражувајќи и организирајќи оваа изложба. Голема благодарност и до сите добри луѓе кои донираат дел од своите порцелански спомени, но и до сите старинари кои беа нашиот тим на терен и по пазарите за стари работи беа нашите трагачи. Благодарам и до сите оние кои ни продава континуирано предмети за да ја збогатиме нашата музејска колекција. Со особена благодарност до сите со кои со ентузијазам и про боно работа го направија можен овој проект и ја оживеа приказната за порцеланка, авторите на овој труд Филип Фидановски, Јасмина Дамјановска и Екатерина Намичева, нашата незаменлива поддршка Ѓоре Дамјановски, Тања и Срџан Ристич од Зајачарската фабрика за порцелан, фотографката Александра Костадиновска, конзерваторките Давинка Алексова и Ема Петрова, Киро Велков од Кинотеката на Македонија, Михаил Намичев, едитор на видеоматеријалите, Марија Ѓоргиева, која донираше збирката фотографии на незиниот сопруг Љубен Ѓоргиев, уредник на месечникот Керамичар, Ангел Коруновски, кој го направи Народниот музеј да го чувствуваме како дом,
донаторите и жителите на Велес, кои со својата меморија, гостопримство и човечност помогнаа да се реконструира макар и мал дел од еден запоставен универзум на трудот, убавината и колективниот дух наречен порцеланка. И секако голема благодарност до нашите колеги од музеот, од Народниот музеј во Велес, кои ни помогнаа при местењето на оваа поставка. Благодарам до Пане и до Александра уште еднаш. Ви благодарам за присуствието.